Владата ја зголемува соработката со граѓанското општество, направен е акциски план за следните 3 години. На овој начин се очекува да се зголеми заедничкото планирање, сигурност и одговорност, отвореност и транспарентност, како и довербата и еднаквоста пред законот. Сметаме дека оваа година се постигна значителен напредок со започнување на работата или обновување на работата на Советот за соработка и со усвојувањето на стратегијата за соработка од страна на владата. Остана прашањето на државно финансирање нерешено и тоа е предизвикот за следната година. Дополнително на ова се работи и на нов закон за здруженија и фондации, а граѓанските организации веќе учествуваат и во подготовката на програмата за работа на владата за 2026 година. Ние како влада работиме континуирано и се разбира заедно со граѓанскиот сектор и нивните, би рекол, сугестии и совети, ќе унапредуваме транспарентноста на владата, отчетноста на владата во месеците и годините кои што ќе следат. Како влада работиме најпрви на фискална консолидација. Тоа е нешто кое што го бара и меѓународната заедница од нас. За жал, како влада, кога бевме избрани, па до ден денес, состојбата беше таква каква што беше, не треба да ве потсетувам. Додека Србија брои 80 до 90 милиони евра, Хрватска со 250 милиони евра, а Словенија над пола милиарда евра, Македонија располага со 10 до 12 милиони евра за граѓанскиот сектор. Иако соседните држави имаат одвоено особено висок буџет за финансирање на невладиниот сектор, како што велат од владата, кај нас не е регулиран во моментот и е многу мал за разлика од потребите и стандардите во регионот. Како што потенцираше премиерот, за зголемување на буџетот за граѓанскиот сектор може да се зборува по 2027 година.